Меѓу првите потези на председателот Доналд Трамп по заклетвата во понеделникот беше подпишувањето на извршна наредба со која на кинескиот собственик на апликацијата за социјални медиуми TikTok му се даваат 75-дневно продолжување за да најде купувачот сад или во спротивно да биде забранет во земјата. Ми се допаѓа TikTok, порано не мислев така, но потоа отидов на TikTok и освоив 36% од младите. Овој потек беше последниот пресврт во врска со платформата со седиште во Пекинг, ByteDance, и незините околу 170 милиони американски корисници. Веб страницата накратко беше исклучена во текот на викендот, откако Врховниот суд на САД ја потврди легислативата со која се бара американската филијала на TikTok да стане американска компанија или да биде забранета во земјата поради загриженост за националната безбедност. Но тоа се промени откако Трамп почна да сигнализира поддршка за продолжување. Извршниот директор на TikTok, Шоу Чу, кој беше гостин на инаугурацијата на Трамп, му се заблагодари во петокот преку видео објава. Благодарни сме, задоволни што имаме поддршката од председателот кој навистина ја разбира нашата платформа. Оној кој го користел TikTok за да ги изрази своите мисли и перспективи. Но некои правни експерти велат дека продолжувањето на Трамп може нема да ги заштити компаниите како Oracle, кои продолжуваат да бидат домаќини на TikTok, бидејќи законот донесен од Конгресот се уште е во сила. It's quite possible, and I suspect that Oracle shareholders... Сосема е можно, мислам дека акционерите на Oracle и некои предприемнички адвокати размислуваат за ова во моментов. Oracle во последните 48 часа се изложи на потенцијална одговорност со стотици милиарди долари и Трамп не можеше да стори ништо тоа да го промени. Постапката на Трамп е во контраст со неговиот прв мандат, кога тој се обиде да го забрани TikTok поради наводите дека услугата може да ги сподели податоците на американските корисници со кинеската влада. Како одговор на прашањата на новинарите во понеделникот, Трамп предложи ново решение – полусобственост од страна на американската влада. Би можел да понудам склучување договор каде што сад ќе добијат 50% од TikTok и помалку или повеќе ќе имаме надзор. Тоа зависи од нив. Иако Конгресот првично му даде на TikTok 270 дена да најде купувач од сад, нема јавни индикации за продажба во тек. Фактот што тие не го дозволи ова, мислам дека тоа е знак дека кинеската влада има вистински национални безбедносни интереси да ја одржува апликацијата таква каква што е, што навистина треба да не загрижува и го нагласува првичниот поттик за Конгресот да го усвои овој предлог закон во прво место. Часовникот на TikTok е ресетиран уште 75 дена, но и покрај поддршката на Трамп, иднината на компанијата останува неизвестна.